со радиодифузната такса нема да се решат економските проблеми на граѓаните. Економските проблеми на граѓаните се решаваат со нови инвеститори кои отвораат нови работни места и го стеснуваат бројот на невработени, а со тоа ги принудуваат работодавачите да ги зголемат платите и со тоа се зголеми животниот стандард. Тоа е основната работа за подобрување на животот на граѓаните, а не дали ќе им се укине или нема да им се укине радиодифузната такса, која што ќе се укине на таков начин ќе се плаќа од буџетот, под буџетот ќе се скратат средствата за некои други значајни инвестиции. Но она што е уште позначено е што ако нешто води кон целосна контрола на владата врз македонската радиотелевизија е токму таа да зависи комплетно од парите од буџетот. Значи во овој случај она што го планира СДСМ е комплетна зависност на државната телевизија, на македонската национална телевизија, МРТВ, од буџетот. Ако сакаат да го тераат кон независност, треба да ги пуштат на слободниот пазар со реклами и со радиодифузна такса да се финансираат. Ако сакаат да ги тераат кон зависност, треба сето тоа да го укинат и тие да зависат исклучиво од буџетот. Тие одбраа да ги тераат кон целосна зависност и контрола на владата, затоа што единствено владата ќе дава плата на државната телевизија, односно на македонската радиотелевизија. Значи, зад плаштот, дека всушност сакаат да ги ослободат граѓаните од радиодифузна такса, практично сакаат да направат целосна партизираност, целосна партиска контрола и владина контрола на државната, на македонската радиотелевизија, што доправа ќе го видиме.